Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера го потпишала указот за измените на кривичниот законник, за кој невладините од платформата за борба против корупцијата бараа од неа да го искористи правото на вето. Има забелешки за делата за злоупотребите, но вели овие решенија се подобри од оние во 2023. Како аргумент го посочи и функционирањето на проектот Безбеден град. Измените ги поддржала само како транзициско решение до новиот кривичен законник, за кој добила гаранција од владата дека до јуни ќе биде донесен. Ако ги анализирам јас решенијата во однос на измените што беа катастрофални на овој закон, ова е чекор напред. Не се сите добри. Јас веќе изјавив дека очекувам со кривичниот законник, знам дека на него работи една квалификувана група, знам дека на него исто така во него има и представници од Европската Унија и дека нам ни треба ни се потребни темелни решенија. Измените создаваат дополнителна правна несигурност и натамошно назадување на борбата со високата корупција. И пишаа невладините кои имаат многу забелешки за одредбите за коруптивните дела. Пропаднати предмети, ослободителни пресуди за дел од злоупотребите при јавните набавки. Ова се дел од ризиците што ги носат новите одредби, предупреди експертската јавност. Се губи инкриминацијата на злоупотребите на средствата од буџетот и се фокусира членот само на конкретна фаза од постапките за јавни набавки, што не е најпроблематичниот дел во пракса. Тоа би значило дека останатите постапки можат да бидат запрени доколку е такво толкувањето или пак да се направат обиди да бидат подведени под други членови. Постои ризик да запрат и постапките за несовесно работење на полицајците и другите вработени во државната управа, затоа што таа одредба е тргната. Службените лица од органите на државната управа повеќе не се јасно дефинирани и инкриминирани во одредбите, туку има поопшта и поабстрактна одредба која што во пракса може да значи повторно вакво толкување од страна на практичарите, дали обвинителството, дали судот, и да бидат прекинувани постапките за несовесно вршење на службата од страна на лица вработени во органи на државна управа. Новите казни за злоупотребите на функционерите се двојно пониски од оние во кривичниот законник пред спорните измени во септември 2023. И побрзо застаруваат, а тоа не е во духот на борбата со корупцијата, смета експертската јавност. Од пратениците побараа во овој преоден период до новиот кривичен законник да се вратат старите казни, но ниту пратениците ги послушаа.